Добро вечер и добро дојдовте во редовниот термин за информативни емисии кои што ги има на регионалната К1 телевизија. Оваа вечер со мојот гостин господинот Андреа Поповски ќе разговараме за работата на Централниот регистар на Република Македонија. Институција која што директно е поврзана со македонскиот бизнис, со македонската економија. Оние кои што немаат свој бизнис, можеби малку помалку знаат за работата на оваа институција, но сите оние кои што имаат приватни фирми се добро информирани. Добро не дојдовте во интервју со господине Поповски. Најнапред да започнеме со она што сега е најактуелно во овој временски период. Започна поднесувањето на годишните сметки за 2016 година. Централниот регистар веќе неколку години нуди можност за електронско поднесување. Колку македонските компании ја искористуваат оваа можност и колку тоа ги намали гужвите пред шалтерите, особено во оние последни денови кога со закон беше определено поднесувањето на годишните сметки? Најпред да се заблагодарам за поканата за учество во вашата и телевизија и во вашата емисија интервју. Она за кое што ги веќе почнавте како тема за нешто што е сега во моментот актуелно околу поднесувањето на годишните сметки, ќе објаснам на кратко околу рокот на поднесување, врската на субјектите да ја поднесат годишната сметка и начините на кои што се поднесува годишните сметки. Централниот регистар значи веќе врши прием и обработка, почна со обработка на годишните сметки. Роковите за поднесување на годишни сметки, како што почнавте на почетокот, на сите подносители, односно чинители во стопанството, односно на сите правни лица во Република Македонија им се познати од поодамна. Значи во тој дел нема некои промени, освен промената е во делот на од пред 2 години, кај што рокот за поднесување на годишната сметка кај трговците поединци и трговските друштва кои што ќе се одлучат да поднесат онлайн, односно преку интернет, електронски е до 15 март. Значи, во хартиена форма, сите правни лица ја доставуваат годишната сметка до Централниот регистар до 28 февруари, односно до крајот на месец февруари. И оние кои што ќе се одлучат трговски, како што кажат, субјекти кои што се основани со законот за трговски друштва, тука ги ви бројам и останатите самостојни вршители на дејност, значи врската е до 15 март. Тоа е околу рокот за поднесување на годишните сметки. Околу начинот на поднесување на годишните сметки, значи Централниот регистар во 2014 година почна со системот, го пушти во потреба системот за електронско пуштање, односно за прием на годишни сметки и електронска обработка на годишните сметки. Во 2014 беа поднесени во почетокот, во првата година, околу 15 значи, илјади годишни сметки онлайн. Бројот на поднесени годишни сметки онлайн во следната година, односно во 2015 за годишните сметки од 2014 година се искачи двојно повеќе, односно беа околу 30, скоро 31.000. Минатата година, во 2016 за годишните сметки од 2015 година, забележивме исто така пораст, каде што имаме веќе забележено 41-42 годишни сметки поднесени електронски, што е голем факт, односно и резултат на нашата упорна работа во развојот, односно надградбата на системот, по сите оние мали дотерувања на самиот систем, односно ги слушавме укажувањата од сметководствената заедница, имавме тесна соработка на неколку пати и работни состаноци со сметководствената комора на Република Македонија при Сојузот на стопански комори и успеавме да изградиме систем кој што ќе им допринесе, односно ќе има возможност на сите подносители непречено во било кое време, во било кое место, од било кое место во Република Македонија, значи 24 часа бидејќи електронски системот, да ја поднесат годишната сметка електронски. Ако земеме фактот дека во Република Македонија во моментот имаме активни, односно субјекти кои што се запишани во трговскиот регистар, сега ќе зборам за стопанството, ако имаме некаде бројка околу 70.000, а 41, тоа значи дека над 50% од субјектите ја поднеле годишната сметка електронски. Очекувате оваа бројка да расте и оваа година, така? Па можеби, сега видите, опцијата за можност за поднесување во хартиена форма ќе остане,
заради тоа што имаме знаете, не сакам да испадне дека нешто стереотипно, дека не се прифаќа новото, меѓутоа има сметководители кои што си сакаат да си ја поднесат годишната сметка во хартиена форма. Не би имале ние некоја причина во Централниот регистар тоа да не им го овозможиме. Впрочем, ние минативе години кога немаше систем, сите хартиено поднесени годишни сметки ги обработувавме навремено и немаше застој во сето тоа. Јас сакам еден апел да упатам до сите обврзници за поднесување на годишната сметка, да си го испочитуваат законскиот рок предвиден во законот, а тоа е, уште еднаш ќе повторам, 28 февруари, односно 15 март во електронска форма, за да во текот на годината после не дојде ред со непријатни, да се соочат со некои непријатни ситуации, кај што бидејќи во законот е предвидено и прекршочна одредба. А исто така морам да го кажем и фактот што од пред 2 години, односно од 2014, односно од 2015 година, во 2014 беа измените во законот, во 2015 година веќе тоа е основ, неподнесена годишна сметка е основ за бришење од трговскиот регистар. Во 2015 година, после ќе објаснам покасно, значи ние го објавивме првиот список на субјекти кој што беше основ за бришење од трговскиот регистар и неподнесената годишна сметка. Кога станува збор за поднесување на годишните сметки, само накратко, 28 февруари значи е крајниот рок за поднесување во хартиена форма, 15 февруари во електронска. 15 март. 15 март. Зашто 15 дена плюс за електронската форма? Сега ќе ви објаснам зашто. Заради тоа што во законот за трговски друштва Централниот регистар има обврска во рок од 60 дена да определи големина на субјектот. Тоа е одредбата од законот. Што значи дека за да може да се определи големината на субјектот, влегуваат кај микросубјектите два фактора, кај малите, средните и големите 3 фактори. Тие се определени во самиот закон за трговски друштва. За да може да се определи големината на субјектот, значи треба да биде обработена годишната сметка. Меѓутоа и заради меморандумот кој што го имаме склучено со Бирото за јавни набавки, ако што нас не обврзува веќе од 1 април, односно во почетокот на месец април, да имаме обработено најновите годишни сметки, односно од претходната година, значи ние мораме во месец март да ја завршиме целокупната обработка. Сега, бидејќи самиот систем, ви кажав, како на подносителите, така и на нас не е полесен за работа електронскиот систем, ни дозволуваше некоја комоција на нас за да можеме за тие 15 дена од 15 март до 1 април да ги обработиме годишните сметки, за тоа и еве до 15 март. А тоа беше побарање и на сметководствената заедница. Они бараа да се пролонгира рокот. Во хартиена форма не се пролонгира, бидејќи нема да имаме време и ние да ги обработиме, бидејќи тие кај нас во Централен регистар ќе треба рачно да се внесуваат, па после да оди на контрола и одобрување, а во електронска форма почнуваме, значи ние од 15 март ќе ги обработуваме до 1 април. Господине Поповски, Централниот регистар во соработка со Бирото за јавни набавки го реализираше проектот Тендерско досие. Може ли да ни го пообјасните што значи овој проект, кои се новините? Проектот Тендерско досие е проект од програмата на владата од 2014 до 2018 година. Како што кажавте вие, ние го развивавме заеднички со Бирото за јавни набавки. Тоа е систем кој што предвидува сетот на документи кои што економските оператори, односно фирмите кои што учествуваат во постапките за јавни набавки и кои што имаат потреба за одреден сет на документи и ги вадат од Централниот регистар, како трговскиот регистар, така и за финансиската состојба од регистарот за годишни сметки. Значи тоа е сет на документи кои што сите оние учесници, односно регистрирани учесници во системот за јавни набавки, во Бирото за јавни набавки, имаат можност со најавување, односно да ако изберат опција, документите кои што ми се потребни од Централниот регистар да ги преземат преку тој систем, односно, како што рековте, тендерско досие. Затоа и се вика досие. Ние пуштивме во употреба самиот систем во месец мај 2016 година, минатата година.
можам да кажам дека во моментот имаме 172 регистрирани корисници кои што го користат самиот систем, кои што се приклучени на системот, и имаме 185 фирми, односно корисници кои што направиле некаква најава и се во постапка. Значи бројот од 172 до 185 е 13, се во постапка на пријавување за користење на системот. Системот опфаќа 3 пакети на документи. Во првата група се документи кои што се докажува личната и професионалната способност на фирмите, односно на економските оператори. Во вториот пакет се опфатени оние сет на документи кои што докажуваат, значи покрај личната и професионалната се докажува и финансиската способност на економските оператори. И третиот пакет е само финансиската состојба, тоа е извештај од билансна состојба и податоци од билансна успех. Битно е да се напомене на сите субјекти дека е убаво да го користат самиот систем од два аспекти. Прво, сите трошоци кои што ги даваат за документите кои што сега ги прибавуваат мануелно, односно преку од централниот регистар, да не речем на шалтер, овде имаат попус, фактички им се доаѓа во попус од 15%. Значи 15% ќе имаат помалку трошоци за истите документи доколку ги прибават преку тендерско досие системот. Исто така вториот аспект е битен заради тоа што ние автоматски вршиме во текот на една година на сите они кои што бидат ќе бидат преплатени, им вршиме ажурирање, односно апдейтирање, ако можам да кажам, на податоците. За податоците од трговскиот регистар тоа го правиме 2 пати годишно, додека за податоците од регистарот за годишни сметки по обработката на годишната сметка. Од 2013 година или 4 години веќе уназад во Република Македонија регистрацијата на компаниите е онлайн. Ова е нешто за што Република Македонија во изминатиот период многу пати беше и пофалувана, но и при оние рангирања кои што ги има земјава кога станува збор за водење на бизнес и когаш добиваше високи оценки. Така, како што кажавте, значи со Doing Business извештајот Република Македонија ќе се задржам на делот за стартинг бизнис, значи за отпочнување на бизнис. Република Македонија веќе неколку години е на првото место во Европа, додека секогаш сме некаде на второ, трето, четврто место во светот. Со тоа што ние сме за многу мал процентен поен, ако можам да го наречам, од прворангираната. Меѓутоа, кај прворангираната земја, тоа беше Нов Зеланд во 2 години наназад, и самата легислатива е различна кај нив, имаат таму поголем екс контроли од после, така да јас сметам дека ние сме, мислам, сосема на високо солидно место кое што нема некоја разлика дали сме на прво, сакам да кажам, или сме на второ, трето или четврто, па и пето место. Значи, сепак, ова го тврдам заради тоа што имаме ние од сите, со неколку централни регистри со кои што соработуваме и со кои што се среќаваме и на конференции, на различни поразлични поводи настани, на светски конференции, на европски. Имаме многу прашања, односно имаме барање, сака да дојдат, имаме доста посети кај нас забележено, да дојдат да ги применат, односно да ги видат искуствата на централниот регистар, за да може да ги применат и кај нив. Она што го спомнавте сега на почетокот, кај што е онлайн регистрацијата, значи централниот регистар од март месец 2014 година, со тогаш измените на законот за трговски друштва и закон за едношалтерски систем, ја поедностави постапката, односно ја унапреди, да кажем така, ја модернизира постапката за упис во трговскиот регистар. Значи, уписот на основање, исклучиво онлайн, се врши од месец март 2014 година, додека уписите на промени, уписите на бришење во трговскиот регистар продолжија уште година и пол, меѓутоа од месец ноември 2015 година и тој систем го развивме, значи извршивме надградба на системот за регистрација и сега и сите уписи, значи и уписите на промени, уписите на бришења стартуваа електронски, исклучиво електронски во 2015 година месец ноември. Во моментот, како што значи кажеме да потенцирам, во моментот сите уписи во трговскиот регистар се вршат електронски. Ние за таа цел имаше, значи, измени во законот за едношалтерски, се предвиди категоријата регистрационен агент, а тоа се
За уписите на основања се сметководителите и адвокатите, додека за уписите на промени, уписите на бришења се регистрациони агенти може да бидат само од адвокатската заедница. Меѓутоа, за да може да бидеш регистрационен агент, треба да има овластување од Централниот регистар. Ние извршивме обуки за користењето на системот. Сега на подрачјето на цела држава имаме некаде над 1200 регистрациони агенти, од кои што некаде околу 800, 2/3, ако можеме така да кажем, 2/3 се адвокати, а 1/3 се сметководители. Извршивме околу 60-70 обуки широм земјава во нашите регистрациони канцеларии. Има се уште интерес, значи не се исцрпени сите можности, односно сите не се има уште сметководители и адвокати кои што се интересираат да добијат овластување за регистрационен агент. Нема проблем околу, не забележавме досега за овие 2-3 години, не забележавме никакви проблеми околу поднесувањето на самите документи за разгледување и одобрување од наша страна, така да можем да кажем дека системот функционира добро и токму затоа и многу често е со највисоките поени оценуван од оние кои што од страна нели не оценуваат. Не само во надвор, туку да морам да кажам дека да ги потсетам гледачите за оние кои што немаат слушнено по медиумите. Централниот регистар 2 години наназад поред е рангирана како најдобра, односно најуспешна институција во Република Македонија од аспект во контекст на односот на задоволството на корисниците од нашите услуги. Господине Поповски, покрај постоечките регистри кои што ги води Централниот регистар во Република Македонија, дали планирате воспоставување и на нови регистри? За претходно споменатиот Doing Business извештај, сакам да кажам, на Светската банка, во делот на Getting Credit, на земање на кредит, Република Македонија пред минатата година, значи пред 2 години, беше рангирана на 42-то место. Се размислуваше во тој период што би можеле да преземеме. Ние во Централен регистар водиме 2 регистри, тоа е регистарот, заложниот регистар и регистарот на лизинг. И размислуваме што би можеле друго да направиме за тој период, за следниот извештај, да можеме да го подобриме скорот кој што го имаше Република Македонија во тој дел. Со измените на законот за обезбедување на побарувањата беше предвидено дека во Централен регистар ќе функционираат, односно ќе се воспостават 2 нови регистри. Тоа е фидуцијарниот регистар, односно регистарот за обезбедување за пренос на сопственост на предмети и пренос на права фидуцијарниот регистар и регистарот за продажба на движни ствари со задржување на правото на сопственост. Тие двата регистри воведовме, многу се слични кај нас апликативно, зборам се од аспект на вработениве на Централен регистар, многу се слични апликативно со заложниот регистар и регистарот за лизинг. И ние ги оперативно ставивме во употреба од месец август, односно крајот на месец август, почетокот на месец септември минатата година, така да овие се 2 нови регистри кои што, односно последни регистри кои што ги имаме воведено. Кои се резултатите? Не можеме да зборуваме, нели? Краток е периодот, се уште корисниците, дали има интерес, првичен интерес? Има првичен интерес, меѓутоа кажувам дека краток е периодот со оглед и на избинувања во државата, знаете, малце и населението е дефокусирано со оглед на политичката ситуација, така да економијата не е некако во втор план, иако економијата секојаш треба да биде. За жал тоа е така, како што кажавте. Надевајќи се дека политичката криза во Република Македонија конечно ќе заврши, работите ќе тргнат онака како што треба да одат во нагорна се надевам и јас. Линија кога станува збор барем за економијата, би ве прашала кои се вашите планови, дали во иднина планирате да понудите и нови производи? Доколку можеме да го оствариме и бидеме во состојба да го оствариме она што е во моментот ни е планирано, значи имаме за план, минатата година и остваривме и средба, имаме склучено меморандум за соработка со два соседни регистри од држави кои што се наоѓаат од бивши југославенските простори. Тој меморандум за соработка е со АјПЕС, односно со регистарот во Словенија и со регистарот во Република Србија во Белград.
Со регистарот во Словенија, значи, како што кажав, имавме и работна средба веќе, работен состанок. Се договоривме, беше пројавен интерес од едната страна за да можат да земат искуства во делот на трговскиот регистар, додека во делот на годишни сметки немаме потреба малце да го поразвиеме, така да имаме на план малце во информациите, односно податоците кои што ги обработуваме од годишните сметки, да дадеме малку поголем акцент на сите оние информации кои што ја отсликуваат финансиската состојба на фирмите и да ја зголемиме палетата на производи во тој дел. Со регистарот во Србија, значи со Агенцијата за привредни регистри, како што ја викаат они, како што се вика со правото име, имаме меморандум, склучивме и договор за соработка. Тој произлегува од билатералната спогодба помеѓу Република Македонија и Република Србија. И тука сме на добар пат за да изградиме платформа за да можност за размена на податоци и информации за фирми од Македонија и фирми од Србија, за сите заинтересирани корисници кои што ќе имаат било каква потреба за да дознаат за профил, да добијат профил за некоја компанија во Република Македонија или во Република Србија, да добијат информации преку таа платформа, за да не мораат сега преку канали, односно да се оди специјално наша фирма, да оди специјално или не знам преку онлайн нарачка да прави за да добие информација за некоја компанија во Србија и обратно. Господине Поповски, пред малку на самиот почеток рековте дека ако една компанија до 28 февруари или пак до 15 март не достави годишна завршна сметка, можно е истата да биде избришана од трговскиот регистар и сноси нели одговорното лице одредена казна или санкција. Би сакала да ве прашам како Централниот регистар во изминатите години спроведува акции за бришање на трговски друштва, трговец поединец, да ни објасните оваа постапка. Многу мина велат во Македонија е многу полесно да отвориш компанија отколку истата да ја затвориш. Во 2015, ќе почнеме од тука. Во 2015 година, во крајот на месец јануари, го објавивме првиот список за бришење по службена должност. Тука беа опфатени субјекти кои што немаа доставена годишна сметка за 2013 до крајот на 2014, иако законот, како што од преска кажавме, дека законот предвидува рокот за доставување на годишна сметка да биде 28 во хартиена, односно 15 март во електронска форма. Меѓутоа, објективни причини, па и субјективни да ги наречам, одредени субјекти не доставуваат во законски предвидениот рок, иако за тоа се предвидени и прекрашочни санкции, меѓутоа се случува, имате секакви ситуации во пракса. Значи, доколку субјектот не достави до крајот на годината, за претходната година, е и основ за бришење од трговскиот регистар. Втор основ за бришење од трговскиот регистар е незапишена адреса на електронско сандаче, односно имейл адреса. И третиот основ за бришење е неуплатен, односно незапишен основачки влог. По третиот основ, тоа се субјекти кои што законот дозволува, односно им овозможува на сите оние кои што сакаат да почнат со бизнис, да почнат да основаат фирма, да го направат тоа без никаков надомест, бидејќи уписот на основање во Централниот регистар е со 0 денари. Меѓутоа, основачкиот влог кој што треба да биде паричен или непаричен во вредност од 5000 евра, може да го одложат во рокот една година. Имаше доста субјекти, мислам доста, околу 3 до 4000 субјекти имаше кои што дали заборавиле, дали не знам, дали немале можност, дали од некои други причини не го имаат сторено тоа, иако е законска обврска. Им беше даден рок уште една година, беа известувани од наша страна, ние ги известивме сите фирми, скоро на сите и телефонски им се јавувавме, значи имавме акција за тоа минатата година, меѓутоа не го сторија тоа и тоа е во законот предвидено како основ за бришење од трговскиот регистар. Како што кажав, значи првата година во 2015 година го објавивме првиот список, на тој список се најдеа скоро 30-31 фирми. Најголем дел, значи скоро, да не викам скоро сите, меѓутоа најголем дел од сите тие фирми беа фирми кои што со години не работеа. Значи
над 10.000 од нив немаа поднесена годишна сметка од кога се основале до сега, до тогаш. Анализата која правевме при законските измени. Така да мораше нешто да направи државата во тој дел за да се исчисти евиденцијата која што има државата и која што и како податоци ја користат и други државни органи, Републички завод за статистика. Не е убаво да има слика дека во државата имаме 100.000 фирми, од кои што реално 70.000 работат или 65.000 работат. Сосема е друга сликата која ќе кажеме дека од вкупно запишаните фирми во државата активни се толку и толку. 98 или 97 фирми се активни. Значи, покрај тоа не е само заради тоа и најголем дел од фирмите немаа намера да спроведат постапката за ликвидација, односно да за бришење на фирмата. Немаа средства, многу од нив се иселени, имавме секакви ситуации, мислам странки, секојдневно сме ние со странки окружени и знаеме секакви ситуации. Некои се починати, основачи, содружници, немаат оставинска постапка поведено. Значи имавме секакви ситуации и беше убаво да се на нив да им се овозможи да може да бидат бришени по службена должност. Но добро беше ова да се спроведе како законот... акција и заради тоа што како што напоменавте многу фирми на број, малку фирми работат, така да статистички ќе се обработуваат. Многу сликата за државата. Да, и немавме реална слика. Точно. Фактички. Сега, за да не се прибегне, односно да не биде стимулиран таков начин за бришење во смисла нема да поднесам годишна сметка, ќе ми избришат од Централниот регистар, што не е во ред, мислам, не е во ред такво, си има постапка за ликвидација, стечајна постапка доколку се исполните услови за стечај и така натаму. Во законот се предвидени рестриктивни мерки додека се води постапката и одреден временски период 3 години. Посем тоа нема да можат содружниците, односно управителите да управуваат со ново трговско друштво. До сега сме немале реакции, значи гледано вака скоро на сите им одговараше да бидат бришени кои што се внатре во фирмите. Со можност, значи постапката почнува на следниот начин, од кога ќе биде објавен списокот во рокот една година, сите доверители имаат можност да го известат Централниот регистар дека во рокот една година зборам дека ќе поведат постапка за стечај, односно ликвидација. Во истиот временски период имаат можност субјектите, односно фирмите, да ги останат недостатоците заради кои што се нашле на списокот, односно да поднесат годишна сметка за предметната година, да запишат имейл адреса или да запишат основачки влог, значи дадено им можност уште цела година пак после објавата. После истокот на тој законски рок, за сите субјекти за кои што Централниот регистар нема да добие известување дека е поведена постапка за стечај, ликвидација, и доколку субјекти, они кои што сакаат да продолжат со работа, не ги отстранат тие недостатоци, односно тие три работи кои што ги спомнав претходно, ќе бидат бришени, ние ги бришеме од Трговскиот регистар. Ланската година за тој првиот список, ви кажав, избришавме некаде 27.750 некаде отприлика. Да, 27.750 фирми, близко 28.000. За околу 2.000 и нешто фирми бевме известени од доверители, меѓу кои Фонд за здравство, Управа за јавни приходи, значи може како доверители да се појават било кој. Значи оној кај што некои субјектите во фирмите, односно фирмите на кои што должат дека е поведена постапка за стечај, односно ликвидација. Доколку за оние субјекти за кои што ние добивме известување, течеше рокот уште една година. За кој што рок треба да добиеме решение дека е поведена стечајната постапка. Доколку во законот е така, доколку не се добие решение во рок после втората година, фирмите ќе бидат бришени. Така да уште еден апел до сите обврзници, односно до сите субјекти, доколку за да не се соочам, бидејќи непопуларни се овие, сепак се непопуларни, бидејќи има и рестриктивни мерки после за самите содружници и управителите во друштвата, да никој не знае за 2-3 години дали нема да има некоја можност за да основа, односно да почне со бизнис. Сепак нека си се придржуваат на законските обврски, значи да поднесат годишна сметка на време, да си поднесат, да си запишаат имейл, односно сега веќе со последните законски измени фактички сите многу упишени правни лица во Република Македонија мора да имаат имейл. Тоа може да се сфати како еднократна мерка во првиот текст од законот.
и да си запишуваат, да уплатат со основачки влог, за да не се соочат со последици, бидејќи знаете каков е нашиот менталитет кога ќе дојде веќе забришена или избришена фирмата и сега што да правам. Значи и ние како Централен регистар и самите странки да не се доведат во таква ситуација. И при крајот ова наше вечерашно гостување ќе би сакала да проговориме за нешто што заеднички го работите со Агенцијата за вработување на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика, но и UNDP станува збор за владиниот проект за самовработување. Така, проектот за самовработување, како што кажавте, го водиме заеднички со UNDP, со Агенција за вработување на Република Македонија, па и Министерството за труд и социјална политика. Ние преку овој проект, започнувајќи од 2007 година до сега, секоја година запишуваме значителна бројка на вака да кажем на субјекти, на фирми. За сите оние кои што сакале да почнат некој бизнис, државата им овозможува да почнат со бизнис. Значи првата година запишавме некаде 559 субјекти. Наредниве години се зголеми тој број, некаде во просек е нешто над 900. Последната година, последниот циклус, минатата година, ние запишавме со тој проект во Централниот регистар 1115 субјекти. Тоа зборува за позитивната мерка која што беше на државата, на владата на Република Македонија. Граѓаните се задоволни што ми ја користат се уште таа мерка, значи тоа значи дека се задоволни. Се менува склопот, не чекаме друг да ни најде работа, него имаме самите идеја, добиваме финансиска поддршка од државата и веќе почнуваме да развиваме сопствен бизнес. Не, видите, сакам да кажам, тоа е голем интервал временски, голем период. Секој недостаток на таков проект за толку години доколку има недостаток, зборам, ќе биде уочен, ќе биде воочен низ фактите, низ бројките. Штом расте бројката или се одржува, значи дека е прифатен од граѓаните. Така да тоа е добра можност на сите кои што сакаат, како што рековте, да започнат бизнис, а не се возможни, немаат почетен капитал. Добра можност им е да го направат тоа со оваа мерка. Господине Поповски, јас ви благодарам што оваа вечер бевте заедно со нас. Еве, пред самиот крај да апелираме до сите правни лица да не заборават 28 февруари и 15 март. Може би ова многу повеќе е за сметководителите, затоа што повеќето фирми имаат овластени сметководители кои што се задолжени за да ја обавуваат таа работа. Така, значи уште еднаш ќе кажам, значи Централниот регистар ќе има и соопштение, можеби уште денес или утре најкасно. Централниот регистар во крајниот рок бидејќи е 28 во хартиена форма. Ние секоја година излегуваме во пресред на граѓаните и работиме и прекувремено. Значи во сабота Централниот регистар ќе работи само една смена, односно од сабаље од 8 саат, од часот до 16 часот. Во понеделник Централниот регистар ќе работи од 8 наутро до 20 часот навечер, исто и вторник на 28 Централниот регистар ќе може ќе работи од 8 до 20 часот и сите оние подносители на годишните сметки кои што ќе сакаат наутро од рано сабале или па по покасните часови да ги поднесат годишните сметки, ние ќе бидеме достапни во сите 27 канцеларии на Централниот регистар, вклучувајќи и регионалната во Скопје кај што е и централата. Значи ние имаме 10 регионални канцеларии, уште 17 регистрациони канцеларии. Дополнително им овозможуваме на граѓаните во неколку градови, во Кратово, во Демирхисар и во Крушево, правиме акција кај што им овозможуваме еднократно само прва смена тогаш да вршиме прием на годишните сметки за да не одат во Прилеп, во Битола или не знам во Куманово, како што ги спомнав градовите, ќе вршиме прием на годишните сметки. Така да мислам дека граѓаните ќе бидат задоволни и уште еднаш апелирам да го испочитуваат рокот и да си ја поднесат годишната сметка. А сите оние кои што нема да поднесат во електронски, имат можност за трговските друштва зборам, имаат можност до 15 март, тоа е законски рок.
Господине Поповски, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето слободно време. Се надевам дека бевме интересни и за нашите гледачи. Почитувани гледачи, разговаравме со Андреа Поповски, директор на Централниот регистар на Република Македонија. Благодарам и на вас. Пријатно. Пријатно.